Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Дајте предност. Еднонасочна улица. Слепа улица. Нема паркиралиште. Дајте предност. Стоп. Ако нема сообраќајни знаци, нашите градови би биле хаотични. Без патокази, нашата земја би била лавиринт. Големиот народ скитал во пустината. Немало улици и патеки, но имало патоказ. Скриен во столб од облак, Бог одел пред него. Тој го извел од робство во Египет кон ветената земја. Кој е како Бог кој води само кон добро? Кога ќе застанал столбот од облак, луѓето можеле да се одморат. Кога се движел, целиот народ се движел со него. Ноќе бил огнен столб и ја осветлувал ноќта посилно од најсветлиот рефлектор. Кој е како Бог кој води само кон добро? Облакот престана да се движи. Овде можеме да ги поставиме нашите шатори. Директно на брегот на Црвено море. Тоа е добро. Дали смееме да одиме на пливање? Јас не гледам јасно. Свртете се. Не е можно. Доаѓаат. Не бркаат египтјаните. Тешко нам. Мојсеј, зошто не доведе во оваа ужасна пустина? Не плашете се. Кој Бог е како нашиот Бог? Тој ќе се бори за нас. Одеднаш голем облак се појавил меѓу израелците и египтјаните. На страната на непријателите било темно, а на страната на израелците било светло. Кој е како Бог кој може да помогне на таков начин? Ништо не е невозможно со него. Мојсеј во рацете имал стап од Бог и го држал над Црвено море. Чудо! Видете го ова! Точно на средината на морето има патека! Лево и десно имат зидови од вода. Бог го направи ова за нас. Кој е како Бог кој може да прави такви чуда? Било вистина. Среде морето имало сува патека. Сите израелци оделе по таа патека и пристигнале на другата страна. Одете по нив! Патеката низ морето е и за нас! Еј, тркалата на кочијата потона! Осудени сме на пропаст! Бог се бори против нас! Тоа биле последните зборови на египтјаните. Од двете страни ѕидовите од вода се урнале врз нив. Водата ја покрила целата египетска војска. Спасени сме! Спасени сме! Нашиот Бог за секогаш ги победи нашите непријатели! Пресрекни, тие пееле благодарна песна на Бог. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!